уважаеми съветници, извършването на бюджетът на Община Делчево за третият квартал изнесува 69,85%. Odnosno od skupno planiraните приходи 279 милиона 783 412, реализирани са 195 милиони 423 472 денари. От МИФ планирани са тековно оперативни приходи 270 милиони 173 412, а са реализирани 192 милиони 157 635 и планирани вкупни капитални приходи 9 милиони 610 хиляди, реализирани 3 милиони 265 хиляди 837 или, како што реков, 69,85%, односно околу 70%. Во анализата на основниот бюджет ќе видите дека во планирани се тековно оперативни приходи 101 милиони 373 хиляди денари, од нив реализирани се 79 милиони 514 хиляди 218 денари, и вкупни капитални приходи планирани 9 милиони 610 хиляди, реализирани 3 милиони 260 хиляди 837 денари. Или процентът на реализация на бюджетът за третият квартал на основният бюджет е 74,6%. Наменската дотация от вкупно планирани тековно оперативни 148 милиони 33 хиляди денари, реализирани са 99 милиони 691 хиляда, или 67,3%. Самофинансирачките. От 17 планирани 17 милиони 367 хиляди денари, реализирани са 6 милиони 896 хиляди 218 или 39,7%. Овде самите гледате дека процентот, вкупниот процент на извршувањето на бюджетот на Општина Делчево за третиот квартал го намалува само собствената сметка. Или 40%. Донациите 3 милиони 400 хиляди денари, реализирани 6 милиони 55 хиляди 294 хиляди. Това е повеќе за тоа што се овде вратени парите за проектот од донациите, кој што овде имаме расправено неколку пати за реализација на енергетско ефикасно осветлување. Ова е што внесува за капиталните приходи од вкупно планирани капитални разходи се така изnos од 279 милиони 783 412, реализирани се 187 милиони 938 421 денар или 67,17%. Значи, тековно оперативни разходи 228 милиони 375 милиони, реализирани 158 милиони 144 376 и вкупни капитални разходи планирани 51 милион 408 412, реализирани 29 милиони 724 045 денари. Ова ще се однесува за анализата на бюджетите и на вкупниот бюджет на Општина Делчево. При анализата на основниот бюджет на Општина Делчево ќе видите дека данъчните приходи од планирани 31 милион 639 хиляди денари, реализирани, односно наплатени се 23 милиони 574 хиляди 935 или 74,5%. Во данъчни приходи и самите ги имате материалите, гледате дека овде влегуваат данък од доход од добивка од капитални добивки, данъци на имот, данъци на специфични услуги, такси за користење или дозволи за вршење на дејност. Од планирани, еве поред ако сакате ќе ги читам износите, од планирани 2 милиони 100 денари на конто 711, наплатени 7 милион 490 870 или 71%, конто 713 од 12 милиони 605 или данъци на имот, наплатени се 9 милиони 426 319 или 74,8%. Данъци на специфични услуги, конто 717, от планирани 16 милиони 347 хиляди, наплатени са 12 милиони 650 846 денари или 77,4%. Овде, знаете, влегуваат најголем дел, имаат напоместникот за уредување на градишно неизградено земјиште. И конто 718, 587 хиляди, наплатени се 3900 денари. Во неданъчни приходи спаѓаат
глоби, судски, административни такси, недоместоци, други владени услуги и други неданъчни приходи. От вкупно планираните 4 милиони 204 148 денари, наплатени са 4 милиони 759 418 или 113, односно 13% повеќе од планираното. Ова е, да ви објаснам, овде се работи за поголема наплата на други неданъчни приходи, 725, колкото ќе видите, од планирани 3 милиони 400, наплатени 4 235 000. И за ова имаме разговарано и имаме објаснуване на повеќе пати на седмиците, значи овде влегуваат други неданъчни приходи, средствата кои што беа од проектот, повторно проектот прекогранична соработка, енергетско ефикасно осветлување. Тој беше завршен, значи, минатата година, пред нова година, додека требаше да биде извршена нели ревизија, па повторно да бидат тогаш пуштени парите. Парите беа пуштени наредната, односно оваа година, 2019, и од сметката на проектот се префрлаат на нашата сметка, односно на сметката на буџетот, основниот буџет, и од неа ние ги префрламе на кредитот што бевме задолжени кај Македонска банка за поддршка на развој и дел од нашиот буџет. За тоа се овде овие повеќе приходи. Трансфери од други нивоа на власт 741, од планирани 65 милиони 529 852, наплатени 51 милион 179 865 или 78,1%. И капитални приходи, планирани 4 милиони 610 000 продажба на конто 733, продажба на земјиште и нематеријални вложувања, наплатени се 3 милиони 265 837 денари. Во ова конто влегуваат, значи, продажба на земјиште, односно до оформувањето на парцелите, каде што имаме, значи, откуп на парцелите кои што припаѓаат на државата со сопственото земјиште, и влегуваат надоместокот за легализација, односно за утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти. Ова е, почитувани советници, почитувани председатели, ова што се однесува за вкупните приходи и вкупните расходи. Вкупните приходи, односно. Вкупните расходи, пред малко да го кажа вкупниот износ, е анализирано конструктивно основно бюджет и може и на другите бюджети, не бива да знаете дека намеската дотација се средства само повеќе за плат, за искане на плат. Во основниот бюджет е планирано 20 милиони 812 000 денари, наплатени се, односно реализирани се 14 милиони 32 032 денари, тоа е групата 40, не знам како стане се гледа или е малко пресечено, група 40. Од нив основни плати и надоместици, значи само основни плати и надоместици, тоа е 442, ќе видите конто без 404 тоа надоместиците, се купени со 18 милиони 349 денари, тоа се платите, наплатени се, односно реализирани се 12 милиони 761 294 денари. Или ако сакате, нето плати 9 милиони 340 14, додека придомесите за социјално осигурување се 3 милиони 411 300. Надоместиците на конто 404 се планирани 2 милиони 463 наплатени, односно реализирани се 1 милион 270 738 денари или 51,6%. Овде влегуваат вашите надоместици за изплата на седмиците и дел од надоместици за нашите записани. Текумни резерви 413, планирани 70 000, реализирани се 52 000. 103 услуги, од нив 42. Планирани 26 милиони 162 000 денари, реализирани се 20 милиони 432 261 денари. Од нив патни дневни разходи, планирани 1 милион 205 520 860 реализација, 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, планирани 4 милиони 688 000, реализирани 3 милиони 289 564
Материјали и ситен инвентар од планирани 2 милиони 238 илјади, реализирани 320.095 денари. Управки и тековно одржување 424 од планирани 7 милиони 779 илјади, реализирани 6 милиони 601.914. 425 други договорни услуги од планирани 3 милиони 358 илјади, реализирани 2 милиони 896.429 денари. Други тековни расходи 426 од планирани 3 милиони 164 илјади, реализирани 2 милиони 500.981 денар и 427 привремени приготувања од планирани 3 милиони 730 илјади, реализирани 3 милиони 300.418 денари. За каматите колку се планирани, толку се и реализирани. 463 трансфери до невладени организации од планирани 900 илјади, реализирани се 865 илјади денари. Трансфери до невладени организации, односно тоа се до издруженија на граѓани и во износ имам само, ако сакате по-отделно ќе ви кажам, и до спортски издруженија, колку се сега ќе ви кажам издруженија на граѓани. Имате реализација од планирани 350 илјади, имаме 365 илјади до издруженија на граѓани и 500 илјади до трансфери до спортски клубови. На 471 социјални надоместоци, овде влегуваат исплатата на социјалните надоместоци и на новороденчињата. И 491 отплата на домашен долг, планирани 1 милион 855 илјади, реализирани 1 милион 850.636, тоа е за отплата на долгот за оградбата на детската градинка. Капиталните расходи на групата 48 од планирани 41 милион 792 илјади, реализирани се 20,25 точно купирано е 25,55. Од нив купување на опрема и машини од планирани 1 милион 284 илјади, реализирани 1 милион 214.833 или 94,6%. Други градежни објекти, овде влегуваат изградба на улици и патишта, реконструкција на улици и патишта, изградба на други објекти, од планирани 35 милиони 20 илјади, реализирани 21 милион 217.217 денари. И на конто 485 вложување на финансиски средства, ова се односи за експроприацијата, од планирани 5 милиони 486 илјади, реализирани 3 милиони 413.429 денари. Јас имам овде по-отделно извадено, ако ви интересира за капиталните разходи на групата 482. На 482.110 аналитика ги имаме изготвување на проекти, каде се реализирани овие средства. За изготвување на проекти 1 милион 760.028 денари. Изградба на улици и патишта в износ од 6 милиони 828.792 денари. Сега во овој износ влегуваат и исплатените средства и дел од програмата А3. Вие знаете, таа програма А3 беше од задружувањето, значи дел од средствата, односно 2 милиони 890.808 денари, додека 3 милиони 930.984 денари се за изградба на улици од оваа година и тоа се за дел за улица Пролет и улица во село Габрово. 482.130 за реконструкција на улици и патишта, планирани во износ од односно реализирани во износ од 11 милиони 787.363. Сега од нив не се одземени за граните, односно првото решение со кое сме блокирани во износ од 7 милиони оваа година 662.000 денари. 467.742 одат за програма А3 за разложувањето и 3 милиони 657.503 денари за реконструкција на
улиците по Делча. 482-320, набавка на цевки за канализация 274 593 и за експроприацията, тук ще видяхте отделно 3 милиона 413 429 денари. Почитувам председатели и почитувани съветници, беше съвместова за анализата на основния бюджет. Потоа следва посебниот дел, каде што по програми е дадена реализацијата. Доколку сакате да поставите прашања, доколку сакате јас да дадам предложение, поведете да говорите сега, ако сакате. Благодаря. Господин Благодарович, отварам разправа във връзка с отварване на извършение за извършване на бюджет от община Делчево за 2019 година за квартал 3. Нека да разбор или има прашање за Лазарев. Кој Сашко Паславец. Во ставка 4718 такси за користење дозволи за вршење на дејност. Планирани са 580.000, а се приверени 3.900. На што се тоа нема ни 1%? Да, тоа се тие беа планирани такси за вршење на дејност. Тие се, мислам, и прошли пат се ги обяснав за ноќен клуб требаше да имахме најава. Каза дори дојде кај нас дека сакаше да за ноќен бар. Значи, тука се плаќаат такси по-големи износи и тој беше сигурен дека ќе го плати, меѓутоа средства не ги плати. За тоа се помираме. Ставица. Значи, сакам да прашам да председавача да прашам представката Советна община имаме платни дневни разходи предвидени 425.000, потрошено 380.250. Градоначалник, платни дневни разходи 370.000 планирани, 20.020 дена потрошени. Прашањето ми е, значи, ние като Советна община Делчево имаме повеќе платни дневни разходи од градоначалника предвидени и повеќе потрошени. Па ме интересира кој од съветниците има учествено на тази ставка за платни дневни разходи. И според градоначалник Совет, пошто градоначалник конки пътувани, трябва повеќе да има потрошено от нас. Ако сакате, јас значи, за да... Вие, мислам, неколку пати ви се објаснуваме. Во 420 патни дневни разходи, тоа влегува пътувањето на учениците за награда на екскурзија во средното образование на Советот, ги ставаме за тоа што Советот донесува одлука, градоначалникот ги одобрува. Едно време ги делихме по 50-50, меѓутоа исправно е и да сите градоначалници и кај вас. Меѓутоа вие како Совет донесувате, мислам дека тука е исправно. Инаку да ви кажам, за екскурзијата са околу 360, мислам дека беше точно. За гимназијата. Така, за гимназијата што одат на екскурзија за наградата. Инаку да ви кажам дека дневниците веќе се укинати, не се исплатени. Тие се што се исплатени тука некаде до 7. Не, тие се тие средства. Затоа што одлука вие тука ги ставиме, нема некакви програми. Значи не одговара на друго место, пошто вие сте одлуката да донесете, а градоначалникот предлага и затоа тука ги предвидува. Благодарам. Други за прашање што Билјан Хубов. Само тука исто кај Совет на општина основни плати на доместици 400 на што се однесува? Персоналниот данок. Значи 404 надоместици, тие са вашите надоместици, а другото е персонален данок. На надоместиците са платени персонални данок. На повишувањето 10% или 11% што е персонален данок. 11. Благодарам. Други за прашање или избор во врска со точка да поверен број 20. Бидејќи никој друг не го разбор, тие заклучува расправата и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за 2019 година за квартал 3 го ставам на гласување. Кој е за заклучокот за усвојување? Кој е против? Констатирам дека истиот усвој со 9 гласа за и 5 против. Благодарам на господин Благодарович.